U imето на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Радост ни донесе. Ја донесе радоста што овој ден ја носи, а во овој ден се празнува животворниот источник од престолниот град на славната православна византиска цивилизација и империја Константинопол. Историјата на денес славениот извор на Богородица Мајка од Цариград е многу богата. Затоа ќе треба да ги консултирате и житијата на светиите за овој ден. Но, она што треба накусо да се знае следново, тој извор, таа чудесна, лековита вода во Цариград ја има уште од апостолските времиња. Но неа ја открил познатиот византиски цар Лав Мудриот во 5 век. Самиот тој нашол излекување, но излекување нашол и некој од неговите придружници. Тогаш, кога тој се уште не бил цар, туку раководител на голема војна единица. А потоа, кога станал цар, тој го расчистил местото и таа света вода ја ставил под сводовите на огромен велелепен храм, кој што во познатите многу чести конфликти меѓу народите, културите и цивилизациите на тие простори, храмот бил урнат до темели разурнат. За во времето на великиот, може би најславниот византиски император Јустинијан, првиот велики, да биде повторно пронајден тој извор, и во изворот, во водите на тој извор, самиот цар Јустинијан да најде излекување од лепрозната болест, од која што страдал, и малку фалело таа ужасна болест и денес тешко решлива за модерната медицина да му го однесе животот како дар Божи. И потоа тој, како благодарност кон Богородица Мајка, подигнал уште поголем, уште повелелепен храмот што го подигнал императорот Лав Мудриот во 5 век. И така тој храм, по чии сводови се наоѓала лековитата Богородична вода од императорот Лав Мудриот, наречена животворен источник. Значи, почувајќи од 5 век до ден денешен, таа вода тој источник на животворна и лековита вода го носи тоа име. Потоа храмот на царот Јустинијан повторно бил до темели разурнат. Местото било претворено во светилиште на муслиманите. Тука биле соградени џами, придружни објекти, ама и самите султани ја барале помошта на Богородица Мајка, а Богородица Мајка секогаш е отворена за сите луѓе, за сите народи.
za ne postojat granici, ni tu prečki, ni tu nekakvi razliki, zarad koji što treba da im ja odzeme pomošta na uge, to što prihodja do den denješen, kaj neja na nezinjo izvor, i potom tije popoleka dopuštale životvorni istočnik da se vozobnovuva, da se presograduva, i duri vo 19. vek životvorni istočnik vo Cajvigrad, vo Konstantinopol slavnijat, ko dobio današnjat izgled. To je jedan prekrasan hram. Brat Vladimir go ima posjeteno i brat Nađe. To je jedan preubav hram. Vo dvorot na toj hram se pogrebuvat carigradskih patrijarsi, a vo samiot hram žubori nepresušniot istočnik. Ste radilo i gdje? Biste su brat Blaga. Da, Republike uge, ko što može da mi svjedočat o životani, zboruvat za da su vršeno, majka mi kažuvaš, ko beše, tamo vlade tako fredi, takva čistota i mir i tišina. Nikogaš našite ne velele čisto kako apteka, tuku velele čisto kako crkva. Ta čistota, to je red, to spokojstvo, to je mir, što vlade evo crkvata na Bogorodičnom životvoru. Istočnik go zaslužuva toj epitet, čistokovo crkva. A to ne je prosto čistotata, ne zvolimo za čistotata na prostoroci, tuku za prizobilno dodavanje na blagodata Božja, koja što nalikna vodopadi se izliva u sveti hram i soliv gibanja prisutnite vernici i im dava zdravlje, makar od kakva bolest i da bole duva. Možete na sveti imate nebrojeni primjeri na isceljeni od svekakvih bolesti. I nije deneska, braći i sestri, će osvetime voda. No, današnja činna osvetljena voda je sasvima podrug od ono što nije go znanje. Ovoj činna osvetljena voda se praktikuva samo u svetovata sedmica. Od Veliten do Antipasha, do Tomina nedjela. Kako to izgleda, ke vidite sam. Izobiljena radost, торжествена radost i veselje na duhot. Isto tako, sakam da vi izvestam, дека su najnovite merkina vladata na Republika Makedonija, sankциите или траењето на полицискиот час за граѓаните на нашата татковина се смалуваат. Добиваме се поголем простор за слободно движење. Во секој ден од седмицата, особено радоста е голема зарад саботата што скоро целосно ја добивме. Во сабота сме слободни од 5 сатот изутрината до 15 часот попладне. Но, за жал, неделата се уште е под 24 часовна забрана за движење. Поради тоа, ние размислувавме и Бога го молевме да не умудри како да постапиме во врска со служењето на светите литургии, за повтор сите да бидеме ко денеска, гледате колко е убаво сите да сме си на света литургија. Во неделите тоа не може да се случи. Наш предлог е од сите безпоговорно и со радост прифатен, литургиите што ги служиме во неделите, да ги служиме во саботу.
за да можеме сите да се собираме кодели. Во неделата нема да има богослужба, и мислам дека богослужбата без присуството на народот Божи е фарса, најобично лицемерие и глупост. Затоа велам не во недела, туку утре ќе ја служиме светата литургија, што се служи на Томина недела, на Антипаска. И така ќе постапуваме во секоја следна сабота, се додека не се отстрани полицискиот час од животот наш, од животот на нашите граѓани. Што полицискиот час престане да важи, ќе му се вратиме на стариот режим на богослужење и духовно живење во Христа Господа. Амин. За многу години. Христос воскресе. Вистина.